По година и пол судење за 27 април, денеска беше приведен поранешниот претседавач на Собранието Трајко Велјановски, кој беше споменат од неколку обвинети во случајот. Во своите сведочења, обвинетите Јане Ченто, Никола Митревски Колјо и Игор Јук го вперија прстот кон екс-спикерот и го прашаа зошто од 33 останале само 11 во притвор, ако тоа не е фингирана работа. Колјо го праша Велјановски и дали спие мирно. На сведочењата беа читани и пораките од СМС комуникацијата на Велјановски на клучната вечер. На 27 април, во 17:48, Трајко Велјановски испраќа СМС порака до Горан Ѓошевски со содржина "Бидете на штрек". Ѓошевски во 17:49 испраќа СМС порака со содржина "Да" и подоцна уште една "Сите знаат и од МВР". Во 18:04 Велјановски му праќа порака "Кажи им да влезат двајца внатре и да не им дозволат да седнат на моето место", читаше дел од вештачењето обвинителката Русковска. Од Вибер комуникацијата на телефонот на Велјановски може да се види дека тој добива порака од пратеникот Димитар Стевананџија со содржина "Како е работата?", пошто испраќа одговор "Се спремаме, тврдокорни, чекајте насоки, важно спремни". Александар Василевски Нинџа го спомена името на Спиро Ристовски, тогашниот заменик министер за образование и култура. Обвинетиот Нинџа сведочеше дека инструкциите се давале од Белата палата на ВМРО ДПМНЕ, а таму штабот за наредби бил составен од Билјана Бришковска, заменик министерот за правда Спиро Ристовски и веќе притворените Кирил Божиновски, Милејана Киевски и Митко Чавков. Според неговото сведочење, Бришковска комуницирала со Трајко Велјановски, истиот и давал насоки за состојбата внатре. Милејана Киевски и Спиро Ристовски комуницирале и со Бетмен Велит. Кирил Божиновски ги викаше сите општински комитети од цела Македонија наитно да дојдат во Скопје со директива од партијата, гласеше сведочењето. Нинџа нагласи дека се што се случувало на кобната вечер се координирало во палатата на ВМРО ДПМНЕ.